Здраво. Здраво на сите. Здраво на сите. Да не се чувства некој лош. Ама на сите. Здраво, без исклучу. Јас сум Виктор. До мене е... Ирена. Така се чувствам, да се. Сања. Мило ми е на сите. Вака, сигурно мора да там видеото. Не ми го крати! Не ми го крати! Тоа е мојот начин на изразување. Брзо. Овде е да бидам јас. Здраво на сите! Здраво на сите. Јас сум Сања. Ова до мене е... Виктор. Здраво, Виктор. Да. Зошто се одлучивме да започнеме YouTube канал? Дел можеби и одговоривме. Сега баја си ја можам читаше. А ние уште откако се запознавме сакаме да Не го ме кажи. документираме нашиот пат. Не си сериозна ичка. Не, многу сум сериозна. Одамна сме на идеја да го започнеме овој канал. Навистина бил тежок контактот со публиката, што сум обичен да гледам човек кој му зборам у очи. Ова може да се смета као очи, ама чудно диагонално роботче. Да не речем айфонче. Ахо! Главно во овој момент, значи има повеќе причини, особено затоа што ова е акција која што сакаме или планиравме од поодамна да ја преземеме. Тоа значи дека имаме повеќе причини за, се натоложиле со тек на време. Моментално прелиминарната капка која прели е желба за што поголема продуктивност. Не за џабе се вели, нели, кажи на некој, вети на некој, кажи јавно нешто, ако си доследен на ветувањата, ќе го исполниш. И нели, као многу е полесно на некој да му се јавам и го имам искористено. Например, да кажам, у 7 ќе вежбам, освен што ќе се изневерам себе си, во случајов се чувствам уште понепријатно да изневерам некој на кој што сум му ја кажала таа информација. Затоа сметаме дека многу полесно ќе може да ја одржиме нашата продуктивност преку следење на истата, документирање на истата. Например, ако имаш челендж 30 дена нешто да правиш, нема да можеш да прекинеш затоа што освен што ќе погазиш, да речеме, својот збор или ветување кон себе, исполнителност и слично, исто така ќе имам проблем со англицизми. Изразување би рекла? Да. Distraction. Кон Маријана на Сашко Коцев. Не збори англиски, англицизми преку глава ми се. Бојано Преку глава ми се. Исто така ќе ги изневериш луѓето со кои што си ја споделил таа информација. Еде да кажеме, тоа е баш како што реков. Последното капче што... Да, точно така, малце се изгубивме низ тие обврски и за да можеме да фатиме како еден правец, мислам дека ова и дека како е битно, како ќе гледате и вие ние што правиме ние животот, ќе ви сакаме да го одржуваме видеово, за да... Зашо јас само ти... Не знам. Ти во моментов збориш, сака да кажам. Он збори, гледајте го во очи, сака да кажам. Вака секојаш ќе се прекинуваме следниве видеа што ќе ги гледате. Ќе ми прави unfocus. Да. Со тоа што сме 10 години врска. Мислам дека ќе ви биде интересно да гледате и мислам дека ќе ви инспирираме и вие да правите било какви чекори понатаку у животот што ќе ве натерат да идете кон успехот и да го гледате понатаку. Што може гледачите да очекуваат од вашиот канал? Забава, смеа, позитива, акцент на сериозно, вистински, значајни, суштински особини и карактеристики. Главно по можност, значи, квалитетни пораки, пренос на квалитетни пораки, но за мене многу важно на забавен начин. Да, ќе се потрудиме да ве забавиме на било кој начин што можеме,
зашто ние така го глобално го тераме животот све со позитива и насмевка. Видеак има различни, од наши рутини, од влогови, од патувања, од... Значи, секакви видеаки имаме, дори и кад ден саме. Ќе мора да учиме за на TikTok да бидеме популарни. И така. Колку често ќе објавувате видеа, ова мислам дека е многу тешко, согласно тоа дека немам никакви податоци за да анализирам. Никогаш не сум била јутубер, не знам колку е тешко да се извади содржина од 10 минути пример. Ќе видиме тоа. Се надевам дека би можеле. Веројатно зависи многу и од самата содржина и концепт. И сега, ако нас ние да го представиме секојдневието, тоа би значило дека би требало да имаме што повеќе контент. Не е дека, нели, мислам, секојдневие секако ќе се случува, действува. Треба, единствена твоја задача е буквално само да го фатиш на видео. Да, ќе се трудиме сега. Ја мислев, што зборев со Сања, еднаш на недела, ама ќе видиме дали е тоа возможно и дали ќе можеме да постигнеме со такво темпо. Ако постигнеме, ќе биде многу задоволувачки. Ако постигнеме на конј. На кој сме? Кој? Коин. И така. И така и си живеа, срекно, малата куќичка. И се живеа, срекно, малата куќичка. Ви реков приказна како бајка. Ако сакате да следите и ви е интересно, мислам дека треба да кликнете subscribe. И таа звончето. Камбаната. Камбана. Чао, чао. Чао на сите. Чао на сите. Јас сум Сања, партнерот до мене во видеото беше Виктор.